Leben, nichts mehr riskieren, ankommen. Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат попладнево беше презентиран и новиот болид, бранителот на титулата во Формула 1, болидот на AMG Mercedes со техничка ознака W12 во своите простории во седиштето на тимот. Со краток разговор со тимскиот шеф, а потоа и краток разговор со двајцата возачи, стандардното дуо на Мерцедес веќе 5 сезони поред, тоа се Валтери Ботас и Луис Хамилтон, еден од трите тимови во Формула 1 кој годинава останува со постоечката двојка на возачи. Во другите тимови доста промени во возачкиот кадар, меѓутоа ајде да се фокусираме на овој нов болид кој ни го презентираше Мерцедес. Одлично изгледа, би рекол освежен, со малку поинаква шема на бои. Гледате на прокривката на моторот, изналепене со тие стикери AMG, се истакнува тој спортски бренд на Мерцедес. Исто така помалку се враќа и сребрената боја, бидејќи сепак сребрените стрели е нешто пошто е препознатлив Мерцедес. Меѓутоа гледаме дека болидот е уште подобро и по-прецизно спакуван. Би рекол дека со промените кои ги направи Мерцедес на моторната единица за оваа престојна 2021 сезона, веројатно пакувањето на моторот ќе оди повертикално, односно ќе биде тежиштето на самата гравитација ќе биде поцентрирано во самата шасија на болидот, што значи дека и со скратувањето на подот по онаа задолжителна промена која е наметна FIA, веројатно Мерцедес повторно позади во задниот крај ќе има добро спакувана моторна единица, со тоа што ќе остави доволно простор на остатокот од тој под, како и на задната суспензија, да можат одлично да го генерира тој воздушен ток кој потоа ќе го храни дифузерот, и верувам дека повторно ќе имаме една одлична конфигурација со која Мерцедес ќе цели на 8-та рекордна шампионска титула во Формула 1. Друго се гледа на овие снимки дека болидот има неколку интересни измени. Гледате самото поставување на ретровизорите е доста екзотично, на некој чуден агол, така да тимскиот шеф на Мерцедес најави дека иако тимот победува секоја година, тие се уште се гледаат себе си како тим кој е назад, како тим кој брка некоја разлика, за да можат постојано да бидат на врвот, што е навистина тешко да се видат толку сезони поред. Така да, без разлика што ова навистина изгледа импресивно од Мерцедес, се надевам дека сепак имаме една одлична Формула 1 сезона каде што ќе имаме поголема конкуренција, поголема битка меѓу тимовите и меѓу возачите, па секако најдобриот нека победи на крајот. Кои се вашите први впечатоци за овој нов W12 болид на Мерцедес? Дали мислите дека ќе продолжи апсолутната доминација на Мерцедес оваа сезона, или мислите дека конечно ќе имаме една компетитивна, една интересна до самиот крај сезона во која многу возачи ќе имаат шанса да го покажат својот талент? Како и секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на македонски. Лайк, шер, сабскрајб, споделете го видеото, ги очекувам вашите коментари и се гледаме денеска повторно малку подоцна за презентацијата на Алпин Рено. Поздрав!